киднапирањето на државата која ни се случуваше во последните години, некако ние да ги подзабораваме. Првото се однесува на НАТО. НАТО, како што знаеме, ние сме една од ренките земји која сака да влезе во НАТО, а која всушност сега е скоро сардисана од НАТО, во смисла да ние од 5 соседи имаме 3 соседи во НАТО, едниот е Косово, со толкаво во собственост на НАТО, и Србија која има партнерство со МИР. И ова е малку поголем факт, што, значи, ако ја направиме една хипотетичка ситуација, не 6% македонци и 30% албанци, туку и да имаше 6% руси и 30% турци, пак ние ќе моравме у НАТО да бидеме. Значи, до толкаво ја менува логиката овој факт. И вториот е дека НАТО, иако е војна организација, сепак има свој политички ова, што ние во меѓувреме некако го забораваме, и неколку од критериумите нам ни се подоста расипани, и нив ќе треба да ги вратиме. И второто се однесува на ЕУ интеграцијата или на Европа. Европа не само дека е можна, туку е единствената можна опција за нас, и тоа заради два елементи. Ако ние се вратиме во, како да кажам, предржавна конституција на заедништво или на заедништво на луѓето и на заедниците кои живеат тука, тогаш ќе приметиме дека кај најголемите заедници, кај македонците и албанците, скоро да нема друг процес кој толку ги обединува или ги става во исти шини освен евроинтеграцијата. И овој коезивен аспект на евроинтеграцијата треба да се запази и да се подсетиме почесто на него. И вториот аспект е дека всушност копнењето на Македонија за евроинтеграциите во голема мера е копнење по правна држава. Знаете, вие имате огромен број на македонци и албанци кои се надеваат дека со влегување во ЕУ ќе има праведна држава тука во овие средини, во овие градови и во села. Дека нема да ни се краде толку во струја, дека нема да не зафркава топлификацијата и така натаму. Сето тоа се надеваме за евро. Добро, ама сепак ќе има правила и антимонопол кои нели ги одолживме, дури ќе влеземе во ЕУ, може да ни крадат струја, а после ќе се либерализира пазарот. И третото, многу кратко сакам да пренесам една лична анекдота за тоа дека Европа е единствена можна опција за нас. Јас сум завршил факултет во Република Турција во Истанбул 90 години, и таму еден од учениците се презиваше Вардар. Значи имаше презиме по наша река. Ние го гледавме малку, беше ептен црномулест, вака етнички личеше повеќе на курди. Градот од кај што доаѓаше беше од длабоко од Турција, таму на кај Мардин, значи кај што претежно живеат курди, и ние бака му се вртиме неколку дена, јас и еден од гостивар, баш да го прашаме што врска има тој со Вардар, како тоа му останало, и влегуваме вака од моабет, да не испадне дека сме ептен знатижелни и така. И еден ден го прашуваме, викам, Омер, мислам дека се викаше, Омер, викаме, што, викам, ова твоето презиме, знаеш дека е река таму кај нас, од кај тебе ти падна, или вие таму немате врска? Не бе, вика, остај, вика, сите ме прашуват, мислат дека јас сум од Македонија или од таму, од Румелија, тие викат на сите овие предели, вика, а ние врска немаме. Викам, па што е сказната, како дошло? Па вика, како што знаете, кога се конституирала Турција, едно од револуционерните решенија на Ататурк било да им ги промени презимињата, и имало список во општини со презимиња. И вика, мојот дедо бил најмрзлив во село, и кога последен отишол таму, сите други по-симпатични презимиња биле зафатени. Единствено што останало ова Вардар, вика, и тоа ние го зедовме, вика, и сега цел живот се објаснуваме со тоа што значи Вардар и кај се наоѓа тоа.